Ако сакаш човекот еднаш да го нахраниш, дај му риба. Ако сакаш да го нахраниш за цел живот, научи го да ја фати. Оваа кинеска мудрост беше водилка во проектот на Дебарската невладина организација со кој се обезбеди продуктивно вработување на жените од регионот. Ова е приказна за еден мал, но амбициозен проект на невладината организација Радика Д. Дебар, кој му обезбеди големи придобивки на жените од регионот Долна река. Наместо да пијат антидепресиви за да лечат депресија, да се чувствуваат општествено некорисни и зависни од платата на мажот, тие не само што станаа финансиски самостојни, вработени и среќни, туку благодарение на својата креативност и на она што го произведуваат, се веќе познати и во земјата и во странство. Нивното производство засега не е големо, но секој предмет што го изработуваат е уникатен и во него е вплетена приказната за неисцрпното богатство на народниот дух, за народната креативност и уметност која во регионот на река со векови се пренесува од колено на колено, од баба на мајка, од мајка на ќерка, внука, правнука. Теренското истражување покажа дека во регионот на река Дебар, Маврово Ростуше, Центар Жупа, над 1000 работоспособни жени и младинки живеат во беда и сиромаштија, немајќи ни основни средства за сопствените потреби. Тие се целосно финансиски зависни од своите сопрузи, од кои повеќето се социјални случаи. Еден дел од нив од време на време наоѓаат некаква времена работа во градежните фирми, а еден друг добар дел се привремено вработени во странство. Идеја водилка да се направи еден ваков проект им беше кинеската мудрост. Ако сакаш човекот да го нахраниш, не му давај риба, туку научи го како да ја фати. За да се увериме што се можат да изработат вештите раце на реканските жени, ги посетивме во Дебар, градче во Западна Македонија, која има повеќе вековна традиција во разни занаети. Се погоди пазарен ден и период на свадби, кога гурбетчиите се враќаат дома да си ја земат невестата што лани во овој период ја таксале. Во тие денови амбиентот во Дебар е свечен, некако поразличен. Низ градот може да се забележат жени и девојки во традиционална дебарска носија. Иста како она од која жените од Сдруженијето Радика Д. Дебар црпат инспирација за своите креации. Во овој амбиент пред нас се отвори лицидерска шареноликост и колорит на разни предмети изработени од кашмирска свила, индиска монистра, италијански конци, избелена волна, панделки, бисерчиња, стакленца, чипка. Зошто толку блескави бои? Оваа шареноликост и силни бои, кои се составен елемент на секој предмет од овие народни ракотворби, има силна порака која се пренесува со векови, да бранат од лоши очи. Сега веќе нема лоши очи, но колоритот во изработка на гардеробата и сите додатоци останал до денес. Токму тој колорит ги плени погледите на купувачите и модните креатори, кои на тој начин ја разбиваат монотонијата на современата гардероба. Пред некои предмети, посебно пред накитот, кој е изработен од микроскопски ситната монистра, преточена во визуелен ефект, ви запира здивот. Тие ситни стакленца, кои обична рака едва и може да ги фати, се составен дел на играта која од најрана возраст ја започнуваат девојчињата, кои прво научиле да плетат, па потоа да пишуваат. Тимот на граѓанското сдружение Радика Д. Дебар во чести формални или неформални средби со млади жени и девојки заклучи дека тие имаат капацитет економски да се осамостојат преку вештините што ги поседуваат, но им е потребна поддршка. Таа поддршка ја добија од програмата Civica Mobilitas за поддршка на граѓанското општество во Македонија, програма на Швајцарската агенција за развој и соработка. Значи, работиме на проекти кои се поврзани со економско јакнење на жените и опфатени се 3 општини: Дебар, Маврово Ростуше и Центар Жупа. Интересот на жените е многу голем, а исто така и донаторите наоѓаат заедништво во тие наши активности, затоа што жалосно е да се изгуби една традиција која што со векови се негувала во регионот. Значи, преку нашите проектни активности ние организираме разни обуки, работилници на кои што жените ги усовршуваат техниките, но се разбира дека и ентузијазмот на жените и потребата од тоа работење навистина е потребна. Тие им набавиле волница, памук, конци, монистри, игли, срма,
свила, чоја. Се што е потребно за да се поттикне креативниот дух за да почнат да работат. Така ова големо, нематеријално наследство, кое го добила од своите баби и мајки и представува културна вредност на регионот, го преточија во готови производи кои веќе го освојуваат пазарот. Во групата има едукатори на едукаторите и ученици, а се со цел производите што ги изработуваат овие вешти раце да бидат конкурентни на пазарот. Тоа ќе помогне жените и девојките кои се вклучени во овие активности економски да се осамостојат. Како прво јас сум научила да работам поен плес. Ова е стар занает, уште пред многу години, многу векови што нашите прабаби го работеле. Тоа значи се работи со конец, памучен конец, се плете, ова гајтан народно кажано кај нас, па гајтанот се шие, значи има многу стрпелива работа, мора да бидите стрпеливи за оваа работа и прецизни. Од кога овие ги заработав, покажав интерес големи со Монистра. Слична работа, Монистрата и поентлесот се поврзани. И благодарение на Сдруженијево јас ги истакнав овие моето знаење, што сака да го пренеса и го пренесувам на помладите. Предметите, деловите од гардероба, накитот, сувенирите што тие денес ги произведуваат се спои на традиционалното и современото и сите тие ракотворби од волна, свила, конец, монистра имаат додадена вредност. Изработените предмети и сувенири не се само украси. Тие можат и секојдневно да се употребуваат. Разни капи, волнени чорапи со апликации, ракавици со традиционален вес и мијачка шара, завеси, престилки и други предмети. Тие изработуваат и така наречен поентле, специфичен вес со игла и конец. Вештина која беше на изумирање и која жените од Радика Д. Дебар ја вратија во живот. Овој проект носи силна порака, дека вештината за специфични рачни изработки, која се пренесува од колено на колено, во современи услови може да донеси економска одржливост на заедниците од овој регион со традиционална меѓусебна толеранција помеѓу различните етнички групи.